Почитувани, добро дојдовте во специјалот на телевизија 24, посветен на Денот на независноста, 8 септември. Изминативе години гледавме сведоштво за тоа што и како се случувало пред и околу 8 септември 1991 година. А изминативе пак неколку години телевизија 24 се обидува да даде еден друг агол на тоа каде е Македонија после 32 години. Па затоа, во овој специјал, наши гости, актерот Благоје Чоревски, психијатарката Васка Митова и Имер Селмани, денес бизнисмен, инаку поранешен председателски кандидат, поранешен министер за здравство. Речи си, секоја емисија посветена за 8 септември на крајот завршува со честитка за подобро утро. Како одминуваат годините, останува впечатокот дека Македонија за овие 32 години никако да порасне. Никако да го направи оној клучен исчекор. Што можеме да направиме против девастирањето на вредностниот систем? Како Македонија да го направи тој клучен исчекор? Зошто не се сакаме еден со друг? Дали со љубов можеме да ги убиеме алчноста и нискоста? Во овој специјал на телевизија 24 бараме одговори од Чоревски, Митова, Селмани. Јас сум Мишко Иванов, гледајте не. И 2 години е возрастен човек, ама се уште е во пубертет. Мислам дека ние се уште не разбравме дека само ова го имаме и дека немаме друго. И дека мораме да го браниме, да го пазиме, да го мазиме, а не да го газиме. Мислам дека многу погрешни потези се покрена, многу добри потези има, но тие се многу помалку отколку погрешните потези. Емисија за хумор. И сатира. Во ова година барам да ги закопаме сите наши неуспеси. Да живее говорникот! Да ги закопаме нашите меѓуетнички тензии. Да живее говорникот! Да ги закопаме сите партиски недоразмирања. Да живее говорникот! Да ги закопаме глатните. Да живее говорникот! Да ги закопаме бедните. Да живее говорникот! Да ја закопаме сета сиромаштија. Да живее говорникот! Да живее говорникот! Да ги закопаме меѓусоседските недоразмирања. Да живее говорникот! Да го закопаме балканското буре барут. Да живее говорникот! Да го закопаме минатото. Да го закопаме! Не знам, Мишко, ти колку знаеш, хихирику буквално ни е забранет. Прво од ВМРО да помане, а после, кога дојде СДСМ и СДСМ си продолжи со тоа. Не сака политичарот да го критикува во Македонија и на Балканот, пошироко. Не сакаат политичарите да им се кажува вистината преку хихирику, односно преку такви емисии, и заради тоа го симна. Јас мислам дека кара да ќе почина од таа неправда која што му ја направија. На Тараво гермоника, каде се бе? На тезга се, не знам. Абе каква тезги Во бе? Тетово. Во- У Лисабон на тезга се. Ама ајде доаѓе. У Лисабон се на тезга. Е. Леле, касниме, се извинјавам. Когато морам с теб да се гнявам. Оваја овде се вика Илинденка, од Бугарија дојдена, овде да стенка. Това момиче се казва Мендолина. Мъж и Стево нервите изкина. Помалку на свадби подсвирнуеме
финансиски да се закрепнуеме. А в слободни моменти, мажи, жени, давам всичко за 3 червени. Или Ненка Чорова. Да. Тоа е чисто измислица моја и на Сашко Насев и на Диме Станковски како режисер. Јас сум таму македонка, ама која живее во Бугарија, нели? Како што ги имаме многу. Над, колку се таму, 400.000 кои што се декларирани како македонци, не? И таму имав една сцена, Џокица, нели, игра циганката. Имам една сцена во која му објаснам како ние македонците во Илинденското востание победихме турците. И тој вика, како мори сте ги победуеле турците? Па така, викам. Ще сложиш казана с фасул, шо ти е тоа мори фасул? Граббе, ще се накркаш многу и като нападнат турците, ще се обрнеш с дупетата на към тях и готови се. Това беше многу опасно кажано, но имаше луѓе кои што ги ја разбираа и таквата сатира. И која сака, таа беше ние, кога бевме во Австралија, тоа беше, што да ви кажам, културата таа која што беше во Југославија number one, драмски театар која ќе се отидеше на Стерино позорие, вика тие големи, од Буца Мирковиќ или од големите театролози, дошли су македонци, ај сад идемо ми куќи. И онака ќе ги земем без сите награди ние, што беше вистина. Со години. Сега не се издвојува за културата доволно. Ако ми се точни тие податоци, сега јас не сум одамна, сум во пензија. Пратам, не е дека не пратам, но ако во времето, во моје време, како директор за една представа се плаќаше по 50-60.000 марки, добра представа за да се направи. Сега тоа не знам дали е и 10.000. Дали после 32 години независност сме поразени? Човек на човека волк, како што кажал Хопс. Како против девастираниот вредносен систем? Може би ова трансформација од социјализмот пред 32 години кога раскинавме со бившите екс-ЮИ републики и од кога станавме самостојна држава, може би го изодуваме тешкиот пат. Меѓутоа, она што можам да кажам е дека покрај сите тешкоти, сепак како една мала држава која што е во средина на Балканот со толку многу бурно минато секако, од перспектива после 32 години можеме да заклучиме дека не сме погрешиле и кога сме прогласиле независност, не сме погрешиле ниту кога сме го потпишале Охридскиот рамковен договор. Општеството ни е секако посплотено. Имаме многу мани и од политички и од економски аспект. Политички се уште не сме воспоставиле тотална функција на правната држава, правните инструменти. Многу млади, поготово заради тие причини и се иселуваат од нашата држава. Економски не успеавме овие 30 години да достигнеме стандард достоен за живот на младите, на едно просечно семејство. Меѓутоа, од стратешки аспект, сепак станавме членка на НАТО. Сме на прагот на Европската Унија, сме во ходникот, се уште за жал на чекање во големото семејство на Европската Унија. И секако дека после, ако го земаме целото обкружување и она што гледаме дека се случува и на северот нас, Косово, Босна, Србија,
сепак нашата држава, Република Македонија, односно Република Северна Македонија, некако успеа подобро, поблаго да го надмене овој транзиционен период. Секако нема да биде целиот пат изоден ако наскоро не станеме и членка на Европската Унија. Со станување на членка на Европската Унија, тогаш ќе се исполнат стратешките цели и се разбира дека тогаш очекуваме и владење на правото и достигнување на минимален стандард економски за тука да останат и да си го гледат перспективата и просперитетот семејствата и поготово младите. Кога ќе спомнеме 32 години независна Македонија, значи веќе возрастна Македонија. Веќе Македонија во оној период кога би требало да ги надрасне траумите од детството, да ја помогнеме да се излекува, бидејќи Македонија е со едно трауматично детство, прилично истравматизирано детство, поради кој што сме како народ со недоверба, како народ со доста, можеби со една болка, тага, револтирани и прилично со недоверба кон сено она што се случува. Но време, независноста подразбира одговорност. Време е да превземеме одговорност. Да превземеме одговорно однесување во секој домен од личното постоење како индивидуалци, но и од системот. Бидејќи како што гледаме особено деновиве, тоа е нешто што ни фали насушно. Бидејќи не е само слободата, независноста подразбира слобода, но другата страна на паричката на слободата е секако одговорноста. Во однос на индивидуалноста на земјата, мораме повторно да се навратиме кон одговорноста. Ние секако дека раснеме и како земја раснеме нели и индивидуално како народ. Но секоја индивидуалност пред се или независност пред се подразбира одговорност. И време е веќе да стекнеме одговорност за своите постапки, како на личен план, така и на план на земја. 8 септември ме подсетува на нешто светло, на нешто убаво кое би требало да се случува понатаму. За жал сега, ако не ми го споменевте, немаше да се сетам. Каде бевте 91 во Македонија. Тука. Не, мислам, дома бевте, на плоштад бевте во тој контекст, пошто тоеше еуфорија со бидно да долам атмосферата. Не, ние тогаш работиме во театрите, работиме и бев во театар. Тогаш бев студент, мислам дека последна или предпоследна година на медицински факултет. Имаше мешани емоции. Се уште не бев навлезен далеку од, како сите студенти, далеку од политиката, повеќе со испити, пробувавме да ги завршиме последните испити. Беа мешани емоции, затоа што од една страна на некој начин гледавме како една нова можност, се свртевме кон пазарна економија, создаваме самостојна држава, меѓутоа и страв од непознатото, страв од осамостојувањето, така лебдеше еден страв насекаде, како дали ќе успееме како самостојна држава, како ќе биде откако ќе се постават границите на север со Србија, како ќе биде од кога ќе ни биде ќе имаме наш самостоен пасош и секако дека беше тешко. Почетокот, осамостојувањето, референдумот, првите пари во смисла на бонови, кога тогашниот премиер Клюсев ги покажа на парламент, одговорницата на парламентот, многу во се сеќавам, меѓутоа беа и тешки периоди. Дојде време на санкции, дојде време на блокади од север, од југ и едноставно тој период беше тежок период. Како да ја прекинеме културата на самост? Зарем не е време да направиме култура на заедништво? Како да создадеме колектив, а не механичка административна толку? Не се споивме. Не се споивме жителите на Македонија, посебно македонците. Не се споивме. Ние се раздвоивме комплетно. Се раздвоивме, државата ја направивме СДСМ, ВМРО, ДУИ, МУИ, ВУИ, вамо таму. Што е гибелно за една држава толку стара, толку значајна во светот историски, која за прв пат добива тоа што
за што се борела, за што гинале нашите предци, се направи нешто многу обратно од тоа што беше декларативно кажано. Ние подобро живеевме во Југославија отколку сега. Вие сте помлад од мене, затоа можда. Ние имавме индивидуалните вредности многу се почитуваа. Од било која сфера, не говорам сега од мојата, од било која сфера, здравство, образование, култура, се почитуваа. Вие имавте на парите, кои имавме најдобриот рудар, кој што ископал толку и толку беше на парите, на илјадарката не беше, на која беше? Алија Сиротановиќ. Можете да замислите. Кажете ми на која пара наша во македонската има такви значајни личности, освен историски, нели? Не од сега. Не мора да значи дека мора да ги има, но нема. Се изгубија вредностите на индивидуал, на човекот индивидуа, кој што е вредност, се почитуваат книшките, нели? А книшката не те прави подобар инженер, или подобар доктор, или подобар професор, или подобар актер, не. Те прави стручноста во која тоа што си го заврши. Вредносниот систем е тука, во секоја личност е еден апаратус, би го рекле, на морални вредности, на морални идеали, кои што практично нели ги нарекуваме совест, како во секоја личност, така и нели на колективно ниво. Но она особено што го гледаме деновиве, што можеби се следи наназад во текот на овие години, особено нели во некое поблиско или подалечно малку минато, следиме опаѓање на индивидуалната, но и на колективната одговорност и со тоа некако потрупување на тие вредносни, да речеме, идеали или тој вредносен систем, морален систем, кој што го имаме како личност и како земја. Со секое наредно проширување на прифаќање на помало зло, практично не гледаме некогаш каде е крајот во однос на она што може да си дозволи нели личност, но и што можеме да си дозволиме како систем, бидејќи ни се шират границите на прифатливото. Но тоа остава еден огромен ризик еден ден да се разбудиме во едно општество со многу девијантни појави, оние што практично не ги посакуваме. Тука е одговорен системот пред се, одговорна е нели социјалната средина, бидејќи како и на личносно ниво, така и на ниво на земја, средината е таа која што треба да ги става границите на одредена личност кога би започнала со некакво неадекватно однесување, неадекватно девијантно однесување, каде што полека се нарушуваат нели границите на оној морален интегритет. Кога една личност почнува да крши одредени граници, секако тука е средината која што треба да укажува на одредени правила и норми и по потреба нели секако да санкционира, бидејќи на тој начин преку казна и учиме. Како да го надмимене тој момент, тоа е прашање не за пред 30 години, тоа е прашање сега, затоа што како сме поминали и што сме направили, сите знаеме. Белким од сите лоши моменти, тешки одлуки, некојаш и погрешни одлуки, ќе се сведе еден заклучок да истите не се повторат. Премногу чекавме пред портите на НАТО и пред портите на Европската унија. Тоа несомнено не доведе во уште поголема поделба внатре во општеството, она што токму го потенциравте, таа поделба не интеретничка, туку и интраетничка. Македонците едни повеќе, други помалку за НАТО и за Европската унија, едните поголеми патриоти, едни помали патриоти. Истото и албанскиот политички блок се разбира. Здраво е за демокрацијата да има опозиција и власт, меѓутоа таа поделба некако нас
толку длабоко не допре да едноставно не функционираме онака како што треба, како едно големо семејство. Ние сме мала држава, од 2,2 милиони резидентни жители немаме во моментот во државата. Едноставно не успеавме да воспоставиме еден механизам на функционирање, да функционираме како едно големо семејство. Иако, рака на срце, големи разлики немаме. Значи, видите, Босна и Херцеговина има многу поголеми проблеми. Србија, Косово имат далеку поголеми проблеми. Нашата држава ги нема тие проблеми стратешки што тие ги имат. Меѓутоа, овие проблеми кои што за нас се големи, меѓутоа од стратешки аспект неспоредливи се помали од останатите соседи во обкружувањето, треба што пре или требаше што пре да беа решени порано. Ние денеска немаше да збориме за чекање во ЕУ членство, туку ќе зборевме сигурно дали минималната плата треба да ни биде 700 евра или 1000 евра во моментот. Тоа не успеавме, премногу изгубивме и знаете кога дома имате некош повеќе, некош помалку пари, тогаш има несогласување, тогаш има караници, тогаш има и ова што се случува кај нас горе-доле. Неефикасната борба против корупцијата, декларативната залжба дека требало да воспоставиме правен систем, а сето тоа не успеавме да го спроведеме. Некојаш со исклучеци во одредени периоди сме имали далеку подобри времења во владението на правата во државата. Меѓутоа, сето тоа не тера во мисла дека ние сме можеле подобро да управуваме и секако дека можеме да управуваме подобро. Треба само малку да бидеме посложени околу главните стратешки вредности во општеството. Да ни функционира правната држава, да се посветиме кон економијата, да им даваме поголема можност на стопанствениците кои се двигателот на општеството во од економски аспект, од кој што очекуваме поголем раст на GDP-то, од кој што очекуваме поголеми, повисоки плати и повеќе работни места. Мислам исто така тука тој однос помеѓу власта, односно апаратите на инструментите, полугите на власта, од локално ниво до централно ниво, агенциите, јавните предпријатија, министерствата не успеа да се постават во услуга доволна ниту на граѓаните, ниту на фирмите. Тука исто така треба се менува да се менува концептот. Не се граѓаните и стопанствениците, компаниите, фирми заради државата, заради власта. Тука едноставно тоа е спротивно. Власта треба да биде служител на економските чинители и на граѓаните. Мислам исто така тука имаме недобар рекорд, недобри записи. Велат образованието и здравството се клучните темели на една држава. Кај нас тие се срозени, иако навидом функционираат. Неба дијала говорат дека за да уништите една држава не ви е потребна војна. Доволно е да го срозите образованието. Иако не сме се уште до тоа ниво, до тоа дередже, сепак клучното прашање кое што се поставува е што и оставаме на идните генерации. Каква држава? Образованието се уште не е слаба точка. Здравството никако не успеаваме, освен одредени моменти, не успеаваме да го воспоставиме во добри, стабилни, здрави нози за да ни функционира онако што сите очекуваме. Пред некој време размислав што е тоа што не одвојува од онај идеалистично време на кое што за кое што тагуваат повозрасните за бивша Југославија. Веројатно тој систем на идеали и вредности е она што го имало тогаш и кое што полекано сигурно па и позабрзано го губиме овде. И самата недоверба практично во она што се случува, но и оној морален систем и етички систем на вредности, еден спокој, едно другарување, таа цела носталгија, можеме да ја поистоветиме со сите оние песни што во тоа време се пееле, песни на љубов, на спокој, на дружење, на подавање на рака, на градење заеднички на една земја.
сега сме многу повеќе индивидуалци како народ и многу повеќе веројатно размислуваме за личните бенефити и личната среќа, но го забораваме најглавното. Не можеме ние да сме среќни ако соседот до нас е несреќен. И затоа би требало нели сплотено да се трудиме да ја застанеме оваа земја на нозе. Дали со љубовта можеме да ги убиеме алчноста и нечестноста? Апсолутно. Јас сум оптимист, иако сакам да бидам реален оптимист, не наивен оптимист, но секогаш ако појдеме од себе и ако се грижиме со љубов пред се за себе, за својата фамилија, за своето обкружување, апсолутно дека можеме. Но и тоа треба да се научи на некој начин да се работи, да личноста созрева истовремено и нашата земја да созрева. Тоа може, ама тоа се индивидуални чекори да направиш добро еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати ќе направиш, 6-тиот пат ќе видиш дека такви глупости ви прават, што ти гледаш дека нема борбата за тоа е безцелна. Немаш како да ги убиеш. Љубовта е најдобра за да ги убиеш, ама не можеш само ти да покажуваш љубов, а другите да омраза да ти покажуваат. Дека поентата беше недостасува заедничко. Каде се загуби? Се загубивме влегувајќи во сопственото. Македонец со македонец не се сака. Албанец со албанец не се сака. Да не мислите дека се сакаат многу едни со други. Штом немате одредена цел, нека се тоа 10-15 работи кои што им требаат на оваа земја за доброто на народот кој што живее во Македонија, да се договарат партиите меѓусебно и дека од тоа нема одење назад. А имаме примери, ни ги покажуваат секој дневно, примери како, без разлика дали се во право или не, они се цврсти во ставовите, и собранието, и владата, и председателот. Ние немаме таква цврстина. Знаете, ние не сме исклучок, ние сме луѓе како што се луѓе и холандјаните и скандинавците. За среќа нивна ти имат подобра политичка елита, подговорни луѓе кои што со многу повисок морал влегуваат во политиката не заради себе, туку заради народот и општеството. Мислам дека ние секако дека се возможни тие достигнувања, затоа што ако гледате, ако разговарате со обичниот народ на улица, едноставно тој не е преоптоваран. Значи, гледајќи во политичарите кои што често пати заради еднострана мала политичка корист знаат да ги употребат или злоупотребат емоциите на граѓаните, се создава една конфузија или една поголема поделеност. Инаку дека ние не само со љубов, се разбира дека љубовта е главна работа и во животот, и дома, и во семејството, и во општеството, меѓутоа со љубов, со посветеност, со ангажирање, со работа и со добри пари. Сепак треба да имаме и добри приходи, за да само со љубов не можеме да живееме. Значи, треба да работиме, треба да бидеме посветени, треба да носиме доволно средства, материјални добра дома, во семејството, и тоа е големата слика која што треба да ја заокружиме. Владењето на правото е многу битна категорија, индивидуалните права, колективните права се разбира, кои што секој ден на некој начин мислиме дека идеме напред, меѓутоа се уште сме недоволно унапредени како држава и се уште мислам дека во тоа поле треба се работи. Многу има од Кихирику, но најмногу која што одговара долги години е таа одговоран Стефановски од Диво Месо, каде што е еден феноменален актер, Ацо Ѓурчев, Бог да му душа прости, ја вика Европа ме бара. И се прди на Европа за вас. Да знаев какви ќе излезете, ќе ви издркав во нужник. Не знам дали го имате, сигурно ја има и на YouTube ја има. Тоа е страшно колку
Горан во тоа време бил напред, пред се. Јас го играм таму Стефан. Стефан кој што вика, Стефан јас дебармалец. Со Сара, еврејката, седат. Не знае никој е Бетовен, не знае никој е Моцарт, не знае. Али он сака да влезе таму каде што се тие, со години, со милениуми. Не можеш да влезеш така, мораш да имаш добро знаење и во својата професија навистина да си вредност. Што знаеш ти што е кариера, бе, вампириште, старо, Што знаеш што е кариера? Цел живот го помина како аргат. Јас на 26 години имам своја канцеларија. Јас бев мајстор зидар. Да, ти беше мајстор зидар. Мајстор зидар, што појде од скелите, гледај каква куќа се изгради, гледај. Радев како што знаев и умев. А ти ако сакаш да разгадуваш, марш надвор и ме врати се. Истро, деден! Истро! Да знаев какви ќе излезете, ќе ви издрка во челеп. Баби, младост баби! Се ќе запустите! Не признавате ни ѓавол, ни Бог! Немате ред ни во главите, ни во телата! Се на своја рака! Со првиот ветер како муви без глава! Мислите се што лета се јаде! Европа ве бара! И се прди на Европа за вас! Воздивнувате по Германија! А таткото што ги изгубил носете за вам да ви направи куќа и помија! Кои не знае 2 и им пречи на европјаните да прават кариера! Не знаете да се чувате! Живеете на Венеција! Ќе загинете по некои дупки! Ќе ви изедат пајажини! Името ќе ви се затре! Коренот ќе ви се запусти, трага нема да остане од вас. Солци немам да ви isplaćam, толку сте задажење. И после 32 години постојано прашуваме. Ќе не биде ли? Секако дека ќе не биде. Секако би сакал ние да доживееме, да тоа го видиме. Меѓутоа јас сум оптимист дека ќе не биде и дека мора да не биде. Немаме друга алтернатива. Се надевам. На некој начин секако ќе не биде и веќе не бидува. Но да се освестиме пред да не биде, пред да следиме едно фрапантно оцелување и желба за оцелување, што е многу пострашно, желба за оцелување на млади луѓе. Иако никаде не може да биде дома, ова ни е дома. Но доколку земјата створи можности и услови за тие брилјантни млади луѓе кои што ги имаме прекрасна младина, прекрасни професионалци, идни, умна младина, да речеме. Треба да се створат услови да таа умна младина го најде своето место под сонцето и да не посакува да замине од тука. Бидејќи како што следиме, ствараме многу добри, пример, Македонија е еден од оние што си ја бараат среќата надвор, да речеме во доменот на медицината. Спремни сме и ствараме брилјантни доктори, зошто истите да не работат тука? А следиме дека имаме недостиг на медицински кадар, и сега има недостиг, но тек во иднина ќе има уште поголем. Со децата зборувам дека нашата држава е најдобра за живење, дека тука може да се направи добра комбинација помеѓу влогот во работењето, уживањето, поминувањето на слободното време, пријателите, роднините, сепак не може да ти биде држава мајка, ниту една друга држава, ако на 20, на 30 и на 40 години се преселиш во некоја друга држава. Па, генерално ме радува фактот дека од време на време, ако размислува заради разни влијание, дека ќе може да најдат подобро место за живот некаде во некоја друга држава, после 6 месеци, година дена кога разговаравме, баш са бајле денеска кога доречкувавме, сепак им се гледа убаво и тука. Честит 8 септември и се надевам дека ќе имаме малку повеќе
тука да го направиме на вистина да биде 8 септември, да биде прекрасен. Секако, јас верувам многу дека ние имаме не само иднина, туку имаме сјајна иднина. Сме мала држава, сме луѓе кои што едноставно се знаеме едни со други во најголем дел од државата. Треба сите да се фокусираме, да работиме како да сме едно семејство. Како да сме браќа и сестри, како да сме добри комши, да сме добри пријатели. Треба да го негуваме чувството на патриотизам према државата. Чувството на лојалност према институциите државата. И секако државата да сето тоа го врати во позитивна смисла како еден голем слуга на граѓаните, на компаниите, на институциите, за да сепак таа доверба обострано биде на повисоко ниво и да се вгради една поголема надеж кај младите, да не ги гледаме како се иселува, туку едноставно да секој својата перспектива ја гледа тука во нашата држава. Имаме прекрасна мала држава, имаме и планини и езера, имаме во центарот на Балканот сме едноставно, имаме доста пријатели во светот, така што сето тоа треба убаво да го искористиме за да навистина нашата држава биде достојно за живење. Јас верувам во ова и секако дека е можно. Кажете ми каде ја гледате државата за 32 години од сега, бидејќи ве славиме 32 години, како би изгледала за 32 години од сега државата? Прво посакувам да славиме многу годишнини на самостојност. Во таа прилика го честитам 8 септември на сите граѓани на нашата држава. Посебно сум горд што 2006 година во својство на вице-премиер тогашен имав еден многу добар говор кој што беше многу топло примен од сите присутни во плоштадот на централниот плоштад на градот Скопје. Посакувам да за 32 години ние секако прво да и Мишко и јас и сите што го гледаме да ги доживуваме тие 32 години, да славиме уште 32 години и се разбира да не ни биде тема дали сме се уште ги исполниле стратешките определби, да бидеме тогаш секако членка на Европската Унија, членка на НАТО и да имаме минимум стандард, минимум приходи од 1000 до 2000 и повеќе евра. Мислам дека тогаш ќе бидат реализирани главните цели. Македонија за 32 години ја гледам како земја од која што брилјантните млади нема да сакаат да одскокнат и да заминат на страна. Ја гледам како земја во која што ќе имаат желба да ги градат своите фамилии, да ги раснат своите деца. Ја гледам како земја која што ќе биде самостојна, убаво парче место за живење, бидејќи е многу убава, затоа и сме тука. Ја гледам како земја во која што кога ќе седнеме да се напиеме кафе, ќе ни биде душата исполнета, ќе имаме спокој, народот ќе има спокој. И земја каде што на некоја светска ранг листа за среќни народи ние би биле некаде на врвот. Среќен 8 септември. Ја сакам да ја гледам прекрасно, да биде златна, да биде убава, да има чист воздух, да има простор, да има работа за младите, да има ценење на индивидуалните вредности, на сопствениот труд кој што го вложиваш, а не да има земање, лажење. Не знам дали тоа можеме да успееме, но секојаш се надевам во младата генерација. Младата генерација не ќе може да издржи уште долго вака да исолиме памет ние по старите. Честит 8 септември, да посакаме конечно Македонија да тргне напред. Го гледавте специјалот на Телевизија 24, посветен токму на Денот на независноста 8 септември. Годинава прославуваме 32 години. Среќен роден ден, Македонија!